Тогаш ја отвараме и првата тема со гости во студиото. Наш гостин утринава професор доктор Огнен Марина, декан на Архитектонскиот факултет во Скопје. Разговараме на една тема за која што некако сме сведоци изминативе денови се повеќе и повеќе, а тоа е преплавување на истите сообраќајници по секое невреме во главниот град. Зошто се случува тоа? И дали можеби градежната експанзија си го направи своето? И што велат архитектите? Како треба да се уреди главниот град? Добро утро. Добро утро. Бови теми? Па важни теми. Важни теми. Да. Може ли да почнеме со ред? Зошто по секое невреме? Еве, навистина, професоре, не ми е јасно. Таа е истата атмосферска канализација во целиот град, но оделни сообраќајници се преплавени по секое невреме. Да, добро. Скопје, ајде овака да тргнеме од почеток, анатомијата на настаните и на поплавите кои што се случуваат. Значи Скопје има историја. И вчера имавме невреме, да, и повторно поплавени се некои да, тие се критичните точки кои што секогаш се случуваат. Да, и еве утринава не се. Така, значи Скопје има историја на поплави. Уште во тие првите кои што се забележени, за кои што имаме историски податоци, се од 18 век, во 19 век се појават и се разбира во 20 век тие кои што се добро познати на граѓаните и уште се некако во меморијата на граѓаните, поплавата од 1962 година, меѓутоа 1979 година, кои што беа и причините поплавата од 62 заедно со земјотресот се разбира, да се уреди коритото, да се регулира и уреди коритото на реката Варда. И за жал и ден денеска имаме предизвици со кои што градот се соочува, бидејќи во 2016 за жал бевме сведоци на една скоро неверојатен настан кој што се случи каде што имавме поплава во дел од градот, во северно-источниот дел на градот, кога за жал имавме и жртви, 26 човечки животи беа загубени. Се разбира, настаните од пред некој ден, олуите кои што ги доживуваме и временските прилики, не се од тој формат и не се со таа големина, меѓутоа на некој начин укажуваат на сличните проблеми. А тоа е начинот со справувањето со ризиците во нашиот град. Начинот за справување со ризиците, за жал, се базира на одредени, да кажам, планирање и димензионирање кои што се 60 години стари. И сега да дојдам до одговорот на вашето прашање, во град Скопје планирана е атмосферска канализација уште со планот од 1965, значи основниот урбанистички план или подоцна генералниот урбанистички план во должина од некаде 662 километри. До 2020 година од тие планирани 662 километри изведени се само 48%. При тоа 30% од реализираната атмосферска канализација е примарната мрежа, остатокот е секундарната мрежа. Сега тука имаме два проблеми. Ова е жално да се слушне. Па ова е реалноста, мислам, точно. Не само жално, него треба да биде и знак за аларм, за пред се за институциите, меѓутоа и за граѓаните, како нели граѓаните како регулатори. Зборуваме за тоа што можат граѓаните да направат. Да, се разбира. Да. И сега значи имаме два моменти. Првото е дека имаме половично реализирана атмосферска канализација, а второ дека таа е димензионирана уште пред 60 години. Што значи дека веројатно таа не одговара на потребите на градот во овој момент, бидејќи само од 2002 до 2021, значи кога беа пописите, градот во однос не пораснал многу во однос на број на жители. Значи само 20.000 жители повеќе има во овие 20 години. Тоа причините се познати, миграциите кои што ги имаме. Добро, но од друга страна градежната експанзија. Но истовремено имаме за 30% повеќе станови. Значи имаме 50.000 повеќе станови. Кога само илустрацијата е преку становите, се разбира и друг вид на објекти се изградени, односно градот е пораснат. Со тоа се пораснати и, да кажам, потребите кои што градската инфраструктура треба да ги сервисира, но, и веројатно најважниот момент,
дека е процесот ова што велите на урбанизација всушност доведе до покривање на површините на почвата, кое што повеќе нема капацитет да ги абсорбира овие води, односно кога имаме олуја, бидејќи проблемот со поплавите кои што ги имаме пред некој ден, всушност произлегува од фактот дека во краток временски рок имате големи врнежи, односно големи количества на вода, кое што всушност почвата не може да ја абсорбира, затоа што е покриена или со асфалт, или со бетон, или со бетон, или со било какви други материјали, со што драматично се намалува незината абсорбциона моќ, и поради тоа водата, знаете, секој пат си го наоѓа својот пат и таа по принципот на гравитацијата од повисоката кон пониската точка и се собира таму каде што се најниските точки. Токму затоа критичните места во градот се подвозниците. А да, и остануваат тие. И остануваат таму, затоа што атмосферската канализација или не постои, не може да превземе, едноставно водата се лоцира таму каде што ќе го најде својот пат. Ми наметнавте прашање, спомнувајќи Гостајковци 2016 година, навистина страшна, буквално страшна и гледка и случувања кои што ќе останат секогаш врежани во меморијата, особено на луѓето и нас на новинарите кои што бевме и вечерта и утредента и целиот период на управување на Стајковци таму. Она што ми се наметно како прашање дека станува збор за обиколница која што беше свежо направена, која што го наметнува прашањето дали се почитуваат сите градежни прописи, норми кои што се наметнуваат во градењето и зошто некој објект, да речеме, кој што е ново направен, и ако кажеме дека сите правила и прописи се почитуваат, повторно се случува нешто вакво. Знаете, во суштина кога се работи... се наметна прашањето, ама општо да го земеме целото Скопје, не само тој момент. Да, се согласувам, токму така и сакам да ви одговорам. Значи, кога се работи за планирање на градот, не можете да го гледате само на ниво на еден објект, па макар тоа бил инфраструктурен објект како што е обиколницата. Значи, градот е еден исклучително сложен систем кој што е повлијан од различни природни појави, меѓутоа исто така и појави создадени од човекот и последиците од истите. Поплавата 2016 година беше резултат на исклучително големите врнежи кои што невообичаено се случија во август, односно на 24 август, во само 24 часа наврна, ако добро се сеќам, 93 литри на метар квадратен, каде што одеднаш, значи тоа е дали едномесечно или двомесечно количество на врнежи, вообичаено, каде што во еден ден, да не кажам во неколку часа, во областа на Скопска Црна Гора и каде што сега, видете, поради дефорестација, односно сечењето неконтролирано на шумите, поради тоа се појавува ерозија на почвата, која што на крај резултира со таа вода, бидејќи почвата и кога нема растителен свет на незе, исто така ги намалува, таа се суши и кога е сува, всушност не може да ја впива, звучи парадоксално, меѓутоа помала абсорбциона моќ има. И фактички водата која што тогаш одеднаш падна со врнежите, со непогодата, всушност се претвори во порој. Порој кој што носеше, и тоа веројатно се сеќавате и во селата на Скопска Црна Гора, Црешево настрада и така на Булачани и други, меѓутоа се претворија во порој кој што носеа се пред себе и кој што всушност беа, главниот проблем беа дека тој порој имаше разорна моќ, кој што за жал во најниската точка во тој дел од градот, каде што е обиколницата која што за жал таму помира, всушност го поплави тој дел со височина на водите и над 2 метри беше, каде што за жал се затекнаа граѓани во своите возила кои што беа заробени и како резултат на тоа апсурдно, но жално во август имавме жртви од поплава. Сега, ќе кажеме дека 2016 беше инцидент и тоа навистина, според некои статистики, таму тоа е настан кој што има 0,1% веројатност да се случи, значи еднаш во 1000 шанси, но истовремено Скопје го има искуството со проблемите со пороите од водно. И во
Но тоа отвара па друга тема. Да, така? И во последните, би рекол, 70-80 години, особено после Втората светска војна, на тој проблем се работи континуирано, најпрвин со пошумувањето на планината водно, а второ со системот на поројните канали, кои што треба да ја канализираат таа вода. Добро. И кои што се изградени, да кажам, некаде во 50-тите, 60-тите години. За жал, на 20-тиот век, за жал, делот, состојбата на делот тие канали денеска не е најдобра. Затоа што, например, поголемите поројните линии на планината Вардар, например, се собираат во отворените канали, како што се во Тафталиџе каналот. Потоа имаме канал во близина на клиничкиот центар Мајка Тереза, кој што порано беше отворен со регулацијата, проширувањето на улица Водњанска се покри. Потоа го имаме Усијанскиот канал и така натаму. Состојбата со тие канали не е најдобра, особено и во делот на планината Водно, а веројатно и не сме слушнале кога последен пат се работело на пошумување на планината Водно. И сега, вие имате една историска, да кажам, опасност, ризик кој што е вграден, каде што имало, ајде да кажам, и соодветен инфраструктурен одговор, така? И каде што ние си дозволуваме сега да го заборавиме сето тоа, да бидеме неодговорни да го запоставуваме. Има и тука други ризици, затоа што и дел од индустријата која што се јавува во источниот дел од градот, особено која што ги ископува, да кажам, наслојките и произведува одредени материјали за градежништво, има ризик да остатоците од тоа да го затрупат Усијанскиот канал. И сега кога ќе видите тоа, значи вие еден познат ризик кој што постои инженерски одговор и техничко решение, ние не го одржуваме, а истовремено се соочуваме сега со нови пороите од Скопска Црна Гора, за кои што тек треба да се изработи студија, за кои што тек треба да се направат технички решенија. И додека чекаме тоа се да се направи, на крајот од денот што ќе зборуваме ние граѓаните, како да се заштитиме? Па знаете како, да граѓаните всушност, секој пат сум малце, како да кажам, по активистички настроен. Добро. Граѓаните се изворот на моќта на политичкиот кампус, на политичарите. Политичарите својот легитимитет, својот мандат го црпат од граѓаните, особено кај градоначалниците на општините, затоа што па и советниците во општините, затоа што тие се избирани на директни избори. Така, ќе отвориме и таа тема. И сметам дека граѓаните апсолутно треба да вршат притисок на своите градоначалници, на општините, меѓутоа и се разбира на државните институции, бидејќи често пати се работи за многу поголеми зафати, кои што барат и поголеми финансии. Сакате да кажете дека ние треба да бидеме погласни? Апсолутно. Мислам дека тука треба граѓаните во содейство со науката, со експертите, бидејќи видете, постојат низа студии и истражувања, особено после 2016. Направени се студии, анализи, моделирани се, да кажам, настаните како поплавата од 2016. Значи, денеска веќе со дигиталните техники и технологии можеме и да правиме виртуелни модели на одредени настани, особено од висок ризик кои што се појавуваат, и каде што врз основа на тие симулации можеме и да предвидуваме одредени мерки. Пошто знаете како ризикот всушност представува веројатност за појава на одреден настан и штетата која што ќе се направи. Значи, тоа е релативно екзактна категорија во која што вие може да пресметате колкав е ризикот од појава на одредени. Значи, веројатноста за појава на тој настан, но истовремено и штетата која што ќе ја предизвика. Вие, архитектите, бевте многу гласни кога се сеча дрвата, особено оние кои што беа доста стари. Сега имаме една друга ситуација. Дрва стари се чуваат, но дали се чуваат на соодветен начин, затоа што при јако невреме, и дури можеби ќе кажете па и не толку јако колку што знае да биде, паѓаат врз автомобили. Да, значи, и сега идеме од крајност во крајност. Се согласувам, бидејќи знаете како всушност главниот поим е оддржливост. Оддржливоста што значи? Оддржливоста значи да вие ги одмерите процесите и активностите кои што ги превземате, при што ќе обезбедите соодветен развој и просперитет конечно на една заедница, како што се и локалните заедници во урбаните средини,
но исто и тоа значи и економски просперитет, и финансиски, но исто така и образовен, здравствен, Добро, да, од секој безбедносен и сегмент. секако, Да. а истовремено ќе ги превземете сите потребни мерки за да тој просперитет или таа благосостојба на локалната заедница биде заштитена и соодветно уредена. И тука ние навистина треба да ја најдеме мерката. Мерката во смисла на тоа дека за секоја активност која што имаме, меѓу другото и сечењето на дрвата, ние имаме експерти, ние имаме инженери кои што можат да прецизно да утврдат состојбата на секое поединечно дрво. И тоа го правеа. До пред 2-3 години имаше, знам, соработка, колегата од деканот на Шумарскиот факултет, заедно со град Скопје, заедно со UNDP, работеа студии во кои што се мапираат дрвата, состојбата на дрвата во градот Скопје, но исто така и состојбата на почвата во кој што се тие, пошто има тука и состојбата на дрвата, меѓутоа и состојбата на почвата. А направен е зелен катастар на град Скопје. Колку тоа се користи за да се планираат одредени активности, меѓу другото и одржувањето на зеленилото, затоа што зеленилото не е во урбана средина, не е нешто што ќе го насадите не е само и после тоа точно, не го одржувате, пошто знаете уште во античките градови, во античка Грција постоеле правила како вид на вегетација може да внесувате. Например, не било дозволено да се садат и да растат борови. Поради нивната, како да кажам, ранливост на пожарите кои што има. За жал во Грција видовме дека пред неколку години имаше огромен пожар во туристички населби во кои што исто десетици човечки животи беа загубени, токму поради дивата изградба или нелегалната изградба во простори каде што има таков вид на И сега, професоре, кусони времето, ама сакам вашето мислење да го слушнам. Ако повторно се навраќаме на тоа дека се треба да планираме, вас архитектите, ако ве прашаат, како вие би го уредиле градот, со оглед на тоа дека имавте конференција една сега, која што ја одржувавте, па каде би дале предлози? Овака, значи, конференцијата која што ја споменавте е проект Скопје, да Скопје Project, која што архитектонски факултет при УКИ ми организираше во рамките на одбележување 60 години од земјотресот. Ова е година во која што ние се потсетуваме на земјотресот, на уништувањето, но исто така и на обновата на градот. На некој начин заклучоците од таа конференција укажаа дека прво мора да соработуваме сите меѓу себе. Експертите со граѓаните, со политичарите и сите останати. Второ, дека феноменот на градот станува глобален феномен, односно веќе е глобален феномен. Денеска во науката се говори за планетарна урбанизација, бидејќи функционирањето на градовите не зависи само или не е одржливо само низ ресурсите кои што ги имаме во градот или во непосредното обкружување, туку зависи на планетарно ниво. Со, не знам, литиумите и ретките метали кои што се поврзани со батериите и се оно што функционира денески, кој што се повеќе ќе доминира, е еден од добрите примери, но исто така и дрвата, кои што доаѓаат од цела Европа за градежништвото во самите градови. И истовремено со тоа всушност се укажува на комплексноста која што ние сега мора заеднички со современите знаења да се обидеме да ги најдеме соодветните решенија. Тие решенија не се само технички, тие решенија не се само инженерски. Во 60-тите години на 20-тиот век, еве регулацијата на реката Вардар е еден од добрите примери, каде што техничкото, инженерското решение на овој инфраструктурен објект ги постигна своите цели, се намалија штетите од поплавите кои што се случија. Например, поплавата во 1979 поплавува дупло поголема површина, но има 4-5 пати помала штета, бидејќи не е поплавен градот. Но тоа е направено на цена на тоа дека реката е одвоена од градот. Реката веќе не е... Граѓаните на Скопје не ја доживуваат реката како вистински природен простор во кој што тие денеска за среќа се повеќе во делот на особено на градскиот парк, каде што имаме таа инфраструктура за рекреација, но решенијата кои што архитектите треба да ги нудат се тие кои што се на база на принципите на одржливиот урбан развој, на принципите на циркуларната економија, каде што дел од просторите на градот, кои што се урбанизирани, покриени
со бетон, со асфалт и се друго, ќе се вратат или колку што може повеќе да се вратат во своите природни формати, и тоа е процес кој што се случува низ цел свет или цела Европа. Имаме изворедни примери во Сеул, например, каде што реката, која што е од сличен формат како Вардар, која што поминува низ Сеул, всушност беше претходно канализирана, целосно покриена, дури и сообраќајница имаше врз неа, каде што е целосно отворена, вратен е нејзиниот природен екосистем, и сега граѓаните уживаат во еден природен амбиент во кој што има и вегетација, и вода и така натаму. Валенсија исто така пример за тоа, и ни за други. Торино исто има такви примери. Така да ние треба да се навратиме на оние основни знаења, на основните вредности врз основа на кои што сме го изградиле од рушевините после земјотресот Скопје, а тоа е солидарноста, природноста на амбиентот кој што го имаме и фокусот на човекот. Тоа е пораката која што на некој начин и ние ја детектиравме, односно ја дефиниравме во нашата конференција. Професоре, ви благодарам. Остана се уште теми за разговор, тоа значи дека ќе се видиме повторно. Ви благодарам. На располагање сум во секој време.